Дали сега ќе биде прилеп, нешто се збореше дека и за 31 ќе се остане прилеп, ќе се оди во некој друг град и слично мислам останува тоа на распоредот. Него да ќе се оди сигурно ќе се оди. Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво во студиото на предпоследната на Радио 2. Зоране, преку медиумите, преку интернетот и така натаму другите комуникатори, нели? Многу астрономи аматери јавуваат за неверојатна видливост, чиста видливост, јасна видливост на некои од планетите. Значи ли тоа дека распоредот на планетите во овој период е посебен? Па, добро, веќе распоредот беше пред едно 10 дена така доста солиден, кај што може да се наблюдуваат сите планети. Мислам, сите видливи планети овдека. Сега веќе доаѓа до промена на распоредот, нели, на самите планети, зашто нели земјата се движат и планетите. Сега Меркур во почетокот, Меркур како прва планета, нели, како најблиска планета до сончевиот систем, се гледа отприлика 2 до 3 месеци во годината и он беше видлив во првите неколку дена на месецот ниско над западниот хоризонт и тоа веднаш под зајди сонце. Сега за време на тие денови тој се наоѓаше и близу Плеадите, значи и таму повторно ќе се доближи до сонцето и веќе од 18 мај или мислам 18-19 мај веќе ќе дојде у позиција на внатрешна конјункција, значи во линија помеѓу земјата и сонцето, така да веќе нема да може да се наблюдува. Значи, па видите, Меркур од секогаш колку пати во годината или во годината не случува тоа на годишно ниво, туку веројатно во децении или неколку децении се случува тој феномен планетите да бидат наредени во низ. Да. Па видите, планетите се секогаш наредени во низ. Меѓутоа, тоа беше отприлика пред 7-8 години, кога сите планети беа наредени во низ. Соленир. Да, буквално како Соленир, да. Тоа е добро за вселенски билјард. Да, од тогаш и потекнува таа серија. Тоа беше не ми текнува, мислам дека беше пред 7-8 години. Не, можда отприлика можда и 10 години има, кога сите планети беа на едно исто равниште, значи која може да се наблюдуваат буквално сите. И знам ние како членови на Скопското астрономско друштво од Младинскиот културен центар за народот овдека организиравме гледање буквално на сите тие планети. И ми текнува во тој период дека по една ноќ сме имале дури и по 500 до 1000 наблюдувачи во Младинскиот културен центар. Мислам, буквално луѓето не можеа да се искачат тогаш гледајќи. Сега Венера, значи она втората планета со магнитуда тројка, нели, она најсјајно небеско тело, ако не ги рачунаме, нели, сонцето и месечината. Она ќе продолжи да се искачува, нели, на источното небо во утринските часови, значи и се до отприлика таму до последните денови на мај, кога ќе се појавува се на источниот хоризонт и така. Сега Јупитер исто така некаде во почетокот на овој месец, значи он почна да се јавува некаде после 12 часот, кога беше многу јасно видлив. И некаде околу 2-2,5 часот навистина беше видлив, мислам ја дури и со обичен телескоп, со обичен двоглед можеше да се наблюдува многу јасно, многу чисто да се види Јупитер. Мислам, Јупитер е масивна звезда со човек кој што има добро око со добар телескоп може да ги види, значи сите оние пеги, сите оние што ги има на него. Сатурн е се уште на работ на созвездието Лав. Он изгра во текот на денот. Сега некаде таму околу сега овој период мислам дека околу после 12 часот на полноќ дека ќе може он ќе може да се наблюдува и дека после овој период отприлика некаде после 2 часот, значи во овој период сега што следи помеѓу 12 и 2 часот дека ќе биде на максимум на небото кој ќе може да се убаво да се гледа.
И повторно ги отвараме микрофоните на Радио 2, на претпоследната станица на Радио 2. Зоране, ајде, тргнавме некако вечерава така на откритија на настани кои што се актуелни, кои што се во фаза на случување или доправа сега, но доправа, ама сега во блиска иднина ќе се случуваат. Да го продолжиме, на тој курс. Во овој период, некаде во април, имаше низа најави дека нешто ново е откриено на планетата Плутон. За што станува збор? Па да, видите, планетата Плутон мене ми е некако многу симпатична планета, поготово после 2006 година кога ја изфрлија од редот на планетите, мислам, заедно со незиниот сателит Харон. Сега, планетата Плутон е последно откриена од 1930 година од Томбо, италијанскиот астроном. Меѓутоа претходно е сликана од Лавел, исто така астроном. Сега за Плутон многу малце се знае, неколку пати он е снимани, секога при најавно снимање кај него се откриени си помали и помали димензии. Така да според последното снимање он има некаде 2200 километри диаметар. Значи, отприлика се работи за една, па да не речем, као за 2/3 од месечината. Сега, уште од 1980 година е познато дека Плутон има ретка атмосфера која што се состои од тенки слоеви претежно од азот и помешани со метан и јаглен диоксид. Сега со оддалечување на Плутон од Сонцето, значи за време од 248 години на кој орбитира, неговата атмосфера постепено замрзнува и паѓа на површината. Така да, во периодот кога Плутон е блиску до Сонцето, као што е во моментов, температурата на неговата површина се зголемува и предизвикувајќи ледот да сублимира во газ. Така да, при ова се откриени, значи во овој период кога Плутон се наоѓа поблиску према Сонцето, се откриени и дека температурата на Плутон нешто се покачува. Така да, она максимална температура што се сметаше дека е помеѓу 230 целзиусови степени, сега се потврди дека температурата се качува отприлика за 50 на степени, па отприлика таму е некаде околу минус 170 до 180 степени целзиусови. Тоа го докажи и овој телескопот, големиот телескоп на Европската вселенска агенција, дека атмосферата всушност во целина, значи онаа точка што измери отприлика измери дека температурата е околу 180 целзиусови испод нула. Како се толкуваат и колку се веродостојни тврдењата дека на Марс е откриено присуство на солена вода? Па, сондата Феникс спаѓа во редот на доста поуспешните мисии што било кога НАСА ги има лансирано, мислам, поготово према таму бе испратени безпрекорни фотографии кои што се извршија снимање на пределот кај што снимаше Феникс. Исто така на самиот Феникс постои и една мини лабораторија која што во секој време испаѓа разни податоци што доаѓаат. Значи при тоа она врши мерење на температурата, мерење на хемискиот на почвата, хемиската почва на Марс. Она самата лабораторија има, еве да кажеме, една бургија која што отприлика некаде околу 30 до 50 сантима врши бушење внатре во самото јадро на тој дел и на почвата на тлото и оттаму праќа информации за хемискиот состав внатре во ова. Исто така на самата нога, значи на оној делот кај што стои Фениксот, има докази за перихлорни соли кои вклучуваат магнезиумови и калциумови перихлорни хидрати. Значи овие соединенија, значи замрзнати се некаде на минус 60 до 70 целзиусови степени. Така да според основата на овие соли кои што се наоѓаат на ногата на Фениксот, установено е дека таму водата е солена всушност. Се од каде потекнува соленоста на водата? Значи дали од самите карпи, од натриумов хлоридот што се наоѓа внатре во мислам тоа треба Фениксот се уште да
да испита. Меѓутоа, за прв пат се откриени овие траги кои што се од солена вода. Може да биде возбудлива оваа 2009 година, а? Па да, секако. Ако пристигната потврди... Секогаш кога се добиваат, како што ведна прилика каже на астрономите, секогаш кога Феникс нешто сигнализира од дека испратил некоја информација, одма се креваат по еден цел тим од астрономија, чекај сега да провериме што прати Феникс. Дали е веродостојно. Имаше еден предивесен период кога прати една фотографија која што многу наликуваше на фотографија на еден човечки череп, па таа фотографија можеше да се види на интернет и така. Имам впечаток дека ти би останал би по 24 да вака прикажуваме ние за настаните од Вселената. Но добро, хајде да се договориме. Вака продолжуваме следната недела, а сега за сега ти благодарам. Благодарам што ме поканивте.